Здраво дечки, решив да се вклучам вака малце ненадејно со моje предвидување во врска со NBA табелата за нареднава сезона. Вчера веќе почна сезоната со Денвер Лейкерс. Јокич одигра слично како и во плейофот, ги добија на домашен терен, значи не успеа Лейкерс да расипат домашната церемонија за додувањето на прстените, што ќе ми даде до знаење дека Денвер и оваа сезона ќе продолжат со јако темпо и дека ќе бидат на прво место, како што гледате сум ги ставил на првата позиција. Втори Феникс, зошто? Затоа што едноставно премногу firepower. Девин Букер исто вчера игра, видовме дека и кога на Кейди не му идеше, пак има многу таму оружје во таа екипа што можат на night-to-night basis да изиграат на многу високо ниво. Бил не ни играше, значи кога ќе се комплетираат, мислам дека ќе бидат страшни, дека ништо чудно и да бидат и прво место. Лейкерс навијачки, као и секоја сезона, ги ставив трети, иако оваа сезона не сум многу хајпнат онака сам во себе како што сум бил изминативе години, дали дека навистина веќе Леброн го стига што се вика father time, 21 сезона во лигата, 39 години официјално најстар. Не знам, еве го играше вчера 30 минути. Мора Ентони Девис да биде прва карика во екипата и да загриза јако како што знае, за да би биле они толку високо на западот, иако мислам дека супер работа направија во сезоната со тоа што ги задржаа нели определени играчи и со новите аквизиции. Голден Стейт четврти, со Крис Пол спојката ќе видиме како ќе иде, дали кога ќе се врати Дреймонд Грин можеби ќе се пресели на клупа. Ќе видиме како ќе иде тоа, али пак мислам дека ќе имаат болја регулар сезон него лани, затоа што лани некако се мучеа под фрглија и мислам дека една утакмица зависеше дали ќе испаднат у плей-ин. Оваа сезона ги имам на број 4. Пети Клиперс, затоа што еве после подолго време се здрави и Пол Джордж и Кавај Ленард. Весбрук си го задржа. Мислам дека лани доколку не се повредеше Кавај у првата серија со Феникс, дека може и да ги изненадат. Така да ги играм пети, може и ништо чудно и да бидат и пред Лейкерс и пред Голден Стейт, ако изиграат една фул сезона здраво. Оклахома Сити Тандер, шесто место, многу оптимистички за толку млад тим, ама Шеј Гилджес ќе продолжи да си гази, нема зашто да не, и со додатокот на Чет Холмгрен, вториот фрик од оваа сезона во NBA, покрај Бембањама, видовме каков скил сет носи. Мислам дека Оклахома Сити огромен чекор напред ќе направи оваа сезона и дека ќе изненадат многу, затоа некако ги изгурав дури горе во плейофот. Тука во плей-ин, овие неколку екипи од 7 па до 11 место, ми се некако сите дека можат да си ги сменат позицииве. Све зависи од тоа колку ќе бидат здрави. Као Сакраменто, Мемфис, Далас, Минесота и Пеликанс, буквално зависи дали ќе ги имаат сите играчи на располагање здрави за да би се пласирале што погоре. Како што сум за првиве 2-3 сигурен да речам, така за последниве 4 исто така ми се фиксни. Хјустон, иако имаат солидни појачувања, не ги гледам у плей-ин, како и Сан Антонио, Јута и Портланд на задните 3 позиции, па они нека си го решат меѓу себе кој кај ќе биде поточно. Додека го следите мојов кутар шут-араунд, да се префрлиме на истокот, Милвоки мислам дека ќе ја растргнат лигата оваа сезона. Значи, толку сум убеден во Јанис пред се, во Лилард, нели, нормално како најголемо засилување ова лето, како најголема трансфер бомба, ама мислам дека Јанис оваа сезона ќе биде буквално незабелив. И со помош на Лилард, како и остатокот од екипата, дека ќе изгазат сезонава, дека преку 60 победи очекуваме од Милвоки, затоа ги стави толку високо, што не значи дека Бостон исто така не може да бидат први, не би можеле да бидат први, би можеле и Бостон многу лесно да бидат први, ама некако мислам дека кохезијата на Јанис и Лилард ќе биде многу подобра него во Бостон со Порзингис, например. Не гледам како Порзингис би се снашол поред Тейтум и
и Браун и еве и Джру Холидей. Джру Холидей може да биде тој лепак што ќе ги спои сите заедно и ќе функционираат добро. Кливленд високо на трето место, ама со уште една сезона на Мичел и на Гарланд заедно, со неколку добри аквизиции, го зема Макс Штрус, одличен шутер на драфтот за многумина, стил на драфтот Емони Бейтс, со природен апгрейд на високиве момци Иван Мобли и Джерет Ален. Кливленд мислам дека се наред да имаат многу успешна сезона. Филаделфија ги игра в четврти покрај целите скандали со Харден и според мене и да не игра Харден, Тајрис Мекси покрај Джоел Ембит се доволни самите по себе со остатокот од супорт екипата да направат да победат многу утакмици и да стигнат барем до четврто место, ако не и до трето. Тајрис Мекси го очекувам да има огромен скок во играта. Нью Йорк Никс ги играм малце високо, пето место, ама и они ги задржаа сите парчиња. Го зема Донте Ди Винченцо. Мислам дека Нью Йорк исто може да бидат од шеста па до четврта, а ако растурат онака од играње, може некако и да се догураат до трета позиција. Мајами ги играм шести со надеж дека конечно ќе имаат една добра регуларна сезона и дека нема да се зезаат наоколу, дека Джими Батлер ќе загриза јакуш од старт, нема да се чува само за плейоф и дека Мајами ќе си влезат како шести. Како на западов, така и во истоков овде од 7 до 10 место, не до 10, ама до 9, 7, 8, 9, мислам дека може си да си ги сменат местата. Атланта, Бруклин, Индијана очекувам да имаат добра сезона, додека Чикаго и Торонто ми се следни две екипи што ќе се борат за плей-ин, а последниве 4, Вашингтон, Орландо, Детройт, Шарлот, буквално немаат ни они никакви амбиции, мислам дека да идат погоре и мислам дека ќе си останат на последните 4 места. Стварно не е битен распоредов кој кај ќе заврши. Тоа е тоа, пишете во коментари дали се согласувате со моите листи, и ако не, пишете ми кој е најголем промашај според вас. Сакам и се надевам дека почесто ќе се гледаме во таковна NBA сезона со вакви мои вклучување анализи. Поздрав!